Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостинка во емисијата е професорката и пијанистка Ана Гацева. Гацева, неодамна се вративте од Холандија. Таму одржавте серија на концертни настапи. Колку тоа значи за вас лично како пијанистка, а колку за современата македонска музика воопшто? Ова за мене од огромно значење. Турнеја во Холандија се случи на некој начин благодарение на мојата соработничка и пријателка, композиторката Јана Андреевска, која што неколку години наназад соработува со холандскиот пијанист од највисок ранг Марсел Вормс. Тој гостувал неколку пати во Македонија и на негово барање сакал да направи нешто за некој македонски уметник. Во таа прилика, поради тоа, Јана испрати неколку мои снимки од класичниот репертоар мој. Марсел бил воодушевен од звукот, од интерпретацијата, од посебноста, од печатот кој што сум го ставила како интерпретатор и предложил да организира некои концерти, значи моите снимки понатаму ги предал на концертни менаџери и институции кои што три од нив се заинтересирале да ми организираат концертни настапи во Холандија. Јас бев навистина искрено изненадена зошто три, не очекував во толкав број заинтересираност. Така да настана оваа концертна турнеја која што беше поддржана од Министерството за култура на Република Македонија, делумно поддржана. И успеав да реализирам со огромен успех настапи во Амстердам, во салата Де Хоп, потоа во Елде, во музичкиот концертен музеум, и во Диемен и Девенпорт, значи два концерти кои што беа споени еден по друг во изден, во најстарата концертна сала, односно куќа од 16, куќа музеум од 16 век. Бев навистина почестена од таквиот прием, топол прием, како на изведбата, така и во однос на новите звуци што ги донесов од Македонија. По еден од концертите, тамошните критичари ќе напишат: таа ни го одзема здивот со изведбите на Андреевска, Димушевски и Бакрнчев, носејќи ги со многу страст, сила и виртуозност. Не погали со врвната мајсторска интерпретација на дела од Шуман, Дебюси и Равел и заврши со моќната изведба на Гинастера. Можеме само да посакаме повторно да ја чуеме нејзината изведба. Што е на што вам ви е императив на концертните настапи? Она што секогаш се обидувам е вистински да ја пренесам и на најискрен можен начин мојата, но и идејата на композиторот. Многу е тенка линијата колку изведувачот ќе се наметне себе си во интерпретацијата, а колку ќе биде во добар баланс со она што композиторот го замислил како своја идеја. Сакам да бидам искрена, да бидам своја и да успеам да ја пренесам, бидејќи нели музиката облагородува, таа не менува одвнатре, ни ја облагородува душата, да ја трансцендентирам идејата, да ја пренесам и да воспоставам блиска врска со тие што ме слушаат. Колку сме поавтентични во раскажувањето на таа музичка приказна, нели ние имаме на некој начин една тешка задача да зборуваме без зборови, да раскажуваме без слики. Значи звукот е тој кој што носи некаква драматургија и доколку ние имаме позади идеја и сме убедливи во раскажувањето на таа музичка приказна, мислам дека контактот со публиката нема да изостане. На вашиот репертоар често се композициите на македонските композитори. Што е она што вас ветера кон нив и колку сето тоа значи воопшто за нивното творештво? Професорката Стела Слјанска беше позната по својот контакт и своите изведби на македонските композитори. И гледајќи во мене од мали нозе пијанист кој што има силна фантазија и чувство, сенс за оживување на некои мелодии кои што се можеби нели на границата со таа црвена линија за она што е класично допадливо за слушателот. Имав сенс за модерниот звук, за македонскиот ритам, за обојување на тие интересни музички нови идеи, свежи идеи.
И од мали нозе настапував на фестивалот Денови на македонска музика и бев во жив контакт со композиторите. Потоа таа моја љубов и наклонетост кон музиката се негуваше, продолжував постојано да свирам и наши автори. Најголемиот дел од нив се сега и мои пријатели, чии што дела за прв пат ги изведувам, кои што пишуваат дела за мене и кои што благодарение на таа и хумана и професионална врска им помагам на некој начин да се слушнат нивните дела и надвор од Македонија, благодарение на мојата меѓународна кариера. Пред една година, например, на Меридиан фестивалот во Букурешт, повторно бев лично поканета да настапам, можеби еден од најдобрите светски фестивали за современа музика. Повторно имаше македонски дела, но не бев толку изненадена од приемот, бидејќи тоа беше фестивал за современа музика. Така да бурните аплаузи беа на некој начин очекувани. Сега во Холандија најдов на една публика која што е мощно отворена, како и во Франција, впрочем, за новиот звук и тие беа многу благодарни што имаа шанса да слушнат нешто од мојата земја. Нешто што стои рамо до рамо со современите композиторски техники и мисли. Покрај Симон Трпчевски една сте од ретките која упорно и сигурно го изудува патот во меѓународната кариера. Што е на што треба да го сторат македонските таленти за еден таков успех? Што е потребно? Агенти, менаџери, агенции или можеме нешто друго? Тоа секако, меѓутоа ретко кој од нас има агент и менаџер. Знаеме дека во Македонија не постои концертна агенција, се надевам дека во наскоро време тоа ќе се случи. Во голема мера Министерството поддржува проекти, но проекти кои што се наши лични покани. Доколку донесеме покана и се пријавиме на тој конкурс, тие најчесто поддржуваат квалитетни проекти. Во мојот случај, од кога спаметам за себе, тоа било така. Но, пак ако зборувам, сум работела, сум студирала надвор од мојата земја. Тоа ми отворило многу врати, не случајно. Знаеме дека надвор реперите и, како да кажам, ситото низ кој што треба да поминеш. Од има плејада на музичари и многу македонци кои што одат од цел свет, треба да ги поминеш тие препреки, тие сите испити, аудиции, за да можеш да станеш забележан и виден. Јас ја имав, не би рекла пак среќа, но заслужено сум била дел од, да кажеме, концертните агенции на Безендорфер клавирите, на Фациоли клавирите, секаде кај што тие промовира нови инструменти, не ангажираа неколкумина млади музичари кои што ги промовираа во нови концертни сали. Тоа беше голем предизвик, но и голема чест за мене на млади години да бидам дел од таа екипа која што буквално промовираше нови инструменти низ цела Франција и тогаш почнаа моите први концертни турнеи, за да понатаму продолжат во концертни турнеи во Хрватска. Сум имала во периодот од 2000 до 2009 година. По неколку пати сум настапувала низ Словенија, низ Австрија. Тоа се ретки можности каде што сум можела да се презентирам себе си, да посадам семе и понатаму тие контакти да ми останат во иднината. Никогаш ни еден мој настап не бил заборавен и секогаш понатаму сум добивала повторно повици да настапувам на истите места. Значи тоа е еден круг кој што ако оставиш добар впечаток, ако навистина ја кренеш публиката на нозе, ако почувствуваат дека си на светско ниво, тие секогаш повторно ќе те поканат. Тоа е тој начин на кој што се уште функционирам. Може ли државата конечно да изгради стратегија со која би им помогнала токму на тие талентирани млади луѓе да направат своја интернационална кариера? Што треба да се стори? Во одредена мера објаснив како тоа сега во моментот функционира. Имаме плюс и неколку културни центри, ама тоа е тоа. Значи, културниот центар во Софија, во Њујорк, преку апликации се бираат најдобрите кандидати. Меѓутоа, мислам дека треба во најскоро можно време да се отвори таква концертна агенција која што ќе се грижи и ќе ги негува професионално и во континуитет настапите ќе ги организира на музичарите кои што вредат и кои што еве се пласираат веќе на светската музичка сцена. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам многу на поканата. А вам, почитувани гледачи, на трпението што денеска ни го подаривте. До гледање.